Здраво Македонија, здраво на сите платени од ВМРО. А тоа периодов изгледа значи сите. Со одлука на извршниот одбор на партијата СДСМ го исклучи Петре Шилегов. Председателот на социјалдемократите Венко Филипче вели дека одлуката е донесена со консензус и никој не гласал против, бидејќи според него заклучиле дека Шилегов се обидува да ја подели СДСМ и работел во корист на ВМРО ДПМН. Политика во периодов кај нас често може да се вброи во категоријата верувале или не, ама сакате верувајте, сакате не верувајте, тоа се случи. И Петре стана војвода, ВМРО-вчишче, работел, пазете, во корист на ВМРО ДПМН. Сега ќе видиме и како. Оваа реакција на СДС дојде после гостувањето на Петре Војвода во тема на денот на Сител. Еве како тој работеше во корист на ВМРО. Ајде да поминеме малку на политика, иако темава е една, повеќе време потрошиме, но сепак тука сте да не пропуштија моментот, например, да одговориме колку ве плати власта да ги напаѓате СДСМ, пошто И што тоа ве држи власта? Жално е тоа што му се случува на СДСМ. Прво, кадровски сериозно е испразнет. Таму веќе луѓето кои што нешто и може да помагаат, а сме СДСМ, да не се разбереме некој нешто лошо. Очигледно дека се непожелни, сите нас не дочека и тоа како сериозно на нож, затоа што кажавме дека начинот на раководење со партијата во последните неколку години СДСМ го доведува или го носи на прагот на политичка екзистенција. Срамота, Петре. Како смееш да кажеш собствено мислење кое не конвенира со ставовите на големиот Филипче? Или со она мислење на Ана Чупеска која прогласи победа на локалните избори пред 4-5 месеци. Ова е директно работење, Петре, во корист на ВМРО. Не работи во корист на ВМРО оној кој го доведе СДС до просјачки стап, окей? Туку оној кој тоа го кажува, народски кажано, убите го гласникот. Џанам ми станал гласник, Петре, другарот, та не ни е другар сега, ами отишол комита ем војвода. СДСМ стана пета партија во Скопје. Стана, ама не го кажувај тоа. Никој не го знае. Што го зборуваш на телевизија? Работиш во корист на ВМРО? Човек, треба да кажеш. СДСМ стана интересно место во Скопје. Има убава локација на централниот штаб во централното градско подрачје. Има најубав, најшармантен председател, најмудар во секој поглед. Пресовите на младиот Јон се гениални. Идејата за уставни измени е фантастична. Кажи нешто вака позитивно, а му се плукнам. Доста со таа ВМРО-вска платеничка агенда. СДСМ стана трета партија во Битола, во Прилеп, во Велес, во Штип, во Куманово. Престани, човеку, срце ми кинеш. Светите тајни на организацијата ги предаде, ги кажа резултатите од изборите. Да се засрамиш, ВМРО-ецу еден. И кога барате одговорност за таа работа, велат дека ВМРО ве платило или ве држило или ве уценувало или Шилегов веќе за себе, ја не знам што не рекоа. Па како? Зошто одговорност? Демек, сакаш да ми кажеш дека тежок пораз доживеа СДС на изборите? Ало, човек, не ги следиш анкетите кои ги направиле во СДС? ВМРО вели дека направиле анкета. Ама не смеат никако да ја покажат таа анкета на никого, затоа што и таа анкета дефинитивно покажува дека лажат и тие тоа го знаат. Еве и ние направивме анкета која што покажува дека лажат. Па како? И ние направивме анкета. Сега пред 15 минути. И таа покажува дека лажат ВМРО-вчишчава, како што лажеш и ти, Петре, дека СДС ги изгуби изборите. Лажливци сте вие ВМРО-вски. Ке барал одговорност. Ке бараш кога ке научиш вака да зборуваш бе на пресконференции. Ама ако вака научиш, ке сватиш дека нема грешка во работењето на светото водство. Благословено од митрополитот Дубајско-Муртински, серебролюбецу ВМРО-вски. Не може да се случи да работам или одработувам за ВМРО ДПМН. Може да се случи повторно да работам и да одработувам само за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да бе, нас ке не излажеш. Така мислиш ти оди тоа. Сите знаат дека Шилегов е ВМРО, а Јово Деспотовски е ВМРО и сите кои во иднина ќе кажат критика кон Филипче се ВМРО. Ко друг чие каже, тај клевече и лаже. Ми текна како може да се вратиш во партија Шилегов. Еве, направив и текст за да ти помогнам. Уз маршала Венка, јуначкога сина наснечени пака смес. И понатаму текстот, знаеш како оди. Дури го научиш. Остани ВМРО до краја. И не му помогна на Шилегов ни ова.
би ќе правите политички групации за превласт, нова партија или... Процесот е активен и мислам дека многу брзо ќе се излезе со тоа во јавноста, затоа што навистина не гледам, пак ќе речам, на волку неспособна власт, каква што имаме, да упорно ги промашуваш темите или се договорил нешто со власта ти. Ако ова не е одработување за ВМРО, да ја нарекуваш владата на ВМРО неспособна, јас не знам што е. Така ли е, Венко? Така е! Еј, ако си член на СДС и во моментов се согласуваш со ова што го зборувам, што туку стана, ВМРО-вчишче е. За неупатените. Се бањаме ние и во работни денови. Не е точно тоа само за во недела. Една мала помош за почеток. Прирачник за ВМРО-вствување. Добре дојдовте. Што треба да се очекува кога велите процесот е во тек на фракција во партијата, на нова партија? Не, ќе се обидеме јавен ангажман ќе се обидеме повторно да дојдеме до некаква здрава политичка логика и да ги замолиме луѓето што ја раководат партијата повеќе тоа да не го прават, да дојдат некои други луѓе да ја завршат таа работа. Ке сте ги замолиле да заминат. Цел народ ги замоли да заминат, тие велат видете колку сме успешни и добри, а вие ке сте ги замолеле. ВМРО не работи така, Петре. Мора малку да смените тактика. Поголем е бројот на луѓето кои што се инволвирани, бидејќи ние сме луѓе кои што во СДСМ политички сме израснале. Јас, да речем, ангажманот мој е некаде пред 20 години. Има луѓе кои што таму се од младина, па се на крајот тргнати, за на крај да видиме дека ја претворија партијата во нешто што едноставно Македонија држава без опозиција. Ерес, го валкаш името на лидерот. Баш има опозиција во Македонија и тоа е толку јака, толку силна, што не само што го тресе ВМРО, туку и Вучич во Србија немирно спие, Орбан во Унгарија сон не го фаќа, а богами и тронот на Путин во Русија не е сигурен со овој СДСМ. Се друго е коментарот за видлък, што би рекол Муртинскиот магесник со кого заедно и служевте едно време и гласавте малку заедно кога Македонија стана држава без уставно име, ама сега си ВМРО. Ако те нападнам, јас ке сум СДС валјда. Венко нека каже, не се. Венко каже и дека човекот кој владата ја нарекува неспособна бил ВМРО-вец и потоа го исклучија од партија Утредента после ова интервју во кое најави платформа за промена на лидерството во СДСМ. Имаше Ким Филсунг објаснување и за ова. Зошто одлучите дефинитивно да го исклучите Петра Шилегов? Синоќа го соопштивте тоа од партијата. Тој веќе подолг период постојано го критикува актуелното раководство, се споменува некои внутрипартиски промени. Наводно, дали се обидовте да разговарате најпрво со него? И зошто ваков чекор? Дали, бидејќи СДСМ важела за партија во која што се слуша и се почитува туѓото и различното мислење, каде сега пукна тиквата меѓу вас? Добро, точно е дека се почитувало и се слушало туѓото мислење, така и сега, така и ќе биде и понатаму. Овде не станува збор за туѓо и поинакво мислење, поради тоа што и тоа мислење беше сослушано, тука станува за процес на одработување за ВМРО ДПМН. Или во превод, се слуша и почитува туѓото мислење, особено ако туѓото мислење е исто како она на шефот Венко. Ако туѓото мислење не е како на шефот Венко, тогаш тоа туѓо мислење е што? Одработување за ВМРО. Точно така. Океј. Демократски, нели? После сите наши проверки и информации стигнавме до тој заклучок. Извршниот одбор таа одлука ја донесе со консензус. Никој не гласаше против. Проверки направиле и со консензус изгласале. А проверката ја изврши Перо, кој го замоливме да го прегледа интервјуто на Шилегов и да каже, и Перо рече, леле шефе по овој одработува за ВМРО. И се гласаше со консензус после неколкуте показни вежби дека ако не гласаш, како што ти сака шефчето, Хасан сече главата. Ја нема да дозволам луѓе да делат СДСМ понатаму. Затоа што имаме работа со криминална и корумпирана власт, која што ништо не може да го направи, да го спречи падот на анкетите, кој што е евидентен, веројатно и вие ги имате на тие анкети, на кои што ваков пад на ВМРО ДПМН до сега немало, а ние имаме раст. Боже, пак со анкетите. Страшен пат на ВМРО, раст на СДСМ. Како вели Богданка? Ја видовме нивната анкета и ние направивме една.
Во штаб веројатно се прашале меѓу себе во анкета и таму во штабот на СДС бил забележан раст на СДС. Бидејќи знаеме што се случува ако на таква брза анкета во централниот штаб кажеш дека не гледаш раст на СДС. Хасан Сече. И шегата настрана. Дајте бе, објавете ги анкетите ако имате раст. Зошто ги криете? А, Филипче, да не одработувате за ВМРО, па затоа ги криете. А? Гледаш колку е лесно ова со етикети ве лепење? Единствено нешто што може да прават е да делат партијата од внатре. И така да не ситнат, за да владеат така како што сака да владеат. Ние тоа нема да го дозволиме. Зборува легендава беседи како да не беше потепан на локални пред 4 месеци, туку како да е непобедливиот, па немале што да прават против јаките политики кои ги нуди и решиле да купат стари комуњари. Кој, например, Петре Шилегов и други од СДСМ. Ниво на логицирање на трето одделенец кој ако добие двојка на писмена работа, тоа е бидејќи учителката го мрази. И има и други такви луѓе кои што не работеле за СДСМ на изборите 25-та година. Вие ме прашувавте на што се должат резултатите. Еве он ви кажа на што се должат резултатите. Ама чекај се. Прво, нели резултатите од изборите беа добри, консолидирачки? Второ, за тие резултати Шилегов е крив или тој кој не го ставил Шилегов во калап, например? Резултатите се должат, мајсторе, на тоа што народ не гласаше за вас. На тоа се должат резултатите. Ама вакви изговори да има поразениот кому сите му се криви, само тој не, при што сите кои јавно ќе го искритикуваат, веднаш ги бележи во црниот тефтер за ВМРО-вчишча. Ова е стварно трагикомично. Мене малку повеќе комично од траги, бидејќи луѓе кои делуваат како агенти на Грција и Бугарија во Македонија или на грчките и бугарските интереси во Македонија, сакам политички да не постојат. Но тоа е друга тема. Нема да дозволам, ќе повторам, ВМРО ДПМН преку разни поединци да ситни да дели оваа партија. Делете ја, парчете ја. И тука завршува песната. Партија ли е, торта ли е? Си ја земаш во фрижидер, бе, мајсторе, и нема да дадеш никому да ја дели. Не во фрижидер, пардон. Во фрижидерот, во замрзнувачот е членството, книшката на Бранко Црвенковски. Немој, таму белја некоја може да биде. Најсигурно стави си ја во фрижидерче за ладен транспорт, како оние за вакцините од Хонг Конг, и носи си ја со себе секогаш. Се свое со себе си носам. Но тој негира дека соработува со ВМРО ДПМН и вели дека проблемот е внатре во партијата. Лош новинар, лош ВМРО-вски новинар. Имате ли вие докази воопшто како, например, Петре Шилегов соработува со ВМРО ДПМН и која? Гледайте, оваа партија има легитимно избрани органи и тела. Докази нема, ама органи има партијата. И мозокот е орган, патеми некогаш и на мозокот му треба оправање. Затоа постојат и неврохирурзи. Ама ако ја довршам оваа аналогија, операцијата е успешна, пациентот е петти во Скопје. Ама тоа ти е. Решиле да тераат по тој пат, па нека тераат, како што кажав, политички гледано. Мене лично. За партија која многу личи како да спроведува туги агенди во Македонија, ми одговара не да ја делат, туку како атомска бомба да имплодира сама во себе. Не како вистинска бомба каква што се чини меѓу редови посака на поетски начин Вилипче, мафтајки им на американците дека во Македонија имало режим како во Венецуела и Иран. Океј. Досаден е веќе, нели? Ама дека му ГРГ-зот покажува тоа што ова го соопшти на 17 март. На 18 пак ја пушти другарката именјачка моја, па да ја погледнеме. Почитувани, откако целосно ја разоткривме и јавно го објавивме енергетскиот октопод, бизнис мрежата на Мицкоски од Адамович до Руднап, ВМРО се обиде повторно да го урива СДСМ од внатре. Да, дека од надвор сте многу стабилни, само од внатре едино може да ве сруши некој. Последните анкети, направени од самата ВМРО, покажуваат дека власта има голем пат. Пат има на поддршката, а има раст на рейтингот на СДСМ. Тие не можеа во Ростуше да победат, ама знаеле какви анкети има во ВМРО. Ама убаво е да има смеење, луѓе. Сепак животот продолжува кога човек се смее. Зато и постои така наречената платформа. Тоа е платформа за рушење на СДСМ од внатре, смислена од страна на ВМРО. 17 март Венко, 18 март на мојот роден ден именјачката Богданка. Денес 19 март, повторно лидерот. Изгледа се многу јаки, голем раст имаат на анкетиве, чим толку е актуелна темава за платформата за рушење на Венкота. Фала ви. Да. Како си рече, фала ви толку од пресот, и го штрец на новинарка со уште едно прашање. Фала ви.
Му го скрши раатот, за малку и вратот, мајко му стара. Фактичките сега прекупувања, да има ли право Шилегов кога тврди дека треба постапката пред општинската организација да ја терате, тврди дека треба постапката пред Подголтна, кога го слушна името на ВМРО-скиот платеник предавнико Петре. Ајде бе, што му ја мислиш? Кажи дека си е платен од ВМРО, спие на таван, има вошки и е против Македонија во ЕУ затоа што зема руски рубли и готово. Но, да некој одработува за ВМРО ДПМН, јас тоа, као што кажав, нема да го дознам. Вчера излезе некоја изјава дека има некаква платформа, некои луѓе кои што не сакаат ни да се потпишат, имале, пишува таму греови, кажува дека ВМРО ДПМН била најголема партија, дека опозицијата била раситната, што може да се очекува тој и што може да е позадината, освен да е тоа пишувано во Белата палата на ВМРО ДПМН и дадено на некои луѓе тоа да се презентира како некаква платформа. Паранојата не ти е пријател. Како поинаку да се нарече овој момент кога ако некој ги цитира резултатите од последните избори, ќе биде наречен мегафон на ВМРО, а за поразот ќе е крив Шилегов, а не генијалниот Вилипче. Параноја. Како во Страф и параноја во Лас Вегас, филмот во кој со многу психотропни комбинации актерите имаат чудни доживувања на реалноста. А за такви психотропни субстанции веројатно зборуваше и Петре вечерта кога дозна дека е исклучен. Ќе ми дозволите на крајот уште едно прашање кое што не е поврзано со 16 март. Пред 3 минути сте исклучени од СДСМ, од партијата, туку што го се објави соопштението. Ваш коментар. Не би сакал денешниот ден, што е сериозно трагичен за Македонија, ако е тоа вистина. На сајтот на СДСМ е објавено. Утре ќе го имам коментарот од должна почит кон луѓето кои што ги загубија животите на денешен ден пред една година и семејствата. Не мислам дека моментов е политички, а има многу да кажам за психотропните субстанции на определени лица и парите што така лесно ги има заработено во изминатиот период. Благодарам. Ви благодарам многу. Има многу да кажам за психотропните субстанции на определени лица и парите што така лесно ги има заработено. Психотропни субстанции и чудни пари, а? Интересно. Навистина ме интересира да дознам повеќе за ова. Иако не е дека прв пат слушам. Ама не се, да се вратиме на лидерот. Пазете, ги биле платформа, затоа што единствената неконтролирана опозиција во земјава, а тоа е СДСМ, тоа не требало да биде. Од кога Шилегов излезе, го злоупотреби денот на годишнината на Кочани и освен тоа интервју што го даде, ја нападна собствената партија. Дека е неконтролирана, да, ама во смисол дека нема контрола самата над себе, што и е видливо. Ама овие подлажувања кои ги има се почесто и почесто од типот Шилегов злоупотребил интервју за Кочанска трагедија, па спомнал за психотропните субстанции, а на денот на Кочанската трагедија го исклучуваат тие од партија и тој во живо дознава. Чуече, стварно е трагикомично. Ти го бркаш на денот на трагедијата и после викаш, хеј, тој го злоупотреби денот на трагедијата. Пак е Шилегов крив. Тој е крив, што гласал со две раце за промена на име и што нас не нарече терористи, односно дека терористички сме го загрозили уставниот поредок, па Вилма го препиша тоа како обвинување за 27 април. Ама за ова што Венко го трабуња, дајте аман луѓе. Како она од пред некоја недела што го кажа Филипче, дека тие поднеле оставка како влада после пожарот во модуларната, бидејќи биле многу одговорни, а си поднесоа оставка, си заминаа тек после потопот на локалните и оставката на Заев. И секој еден кој што со таква намера излегува во јавност, да плука по оваа партија, да ја ситни, да ја дели, ја нема го дозволам. Како бе нема да дозволиш некој да излезе на тебе и да плука по начинот на кој ти се однесуваш? И што за тебе говори ова? Како човек кој признал дека има влажни соништа, тако речи, дека еден ден премиер ке бил. Ке ги забрануваш медиумите кои ќе те критикуваат? Или нема да смее на нив да се појават лица кои ќе кажат критика кон тебе? Океј, претерав реално малку сега и јас. Поголеми шанси да стане премиер има Лазо Колишевски од тебе. Па да се уозбилиме, ако е можно. Што прави оваа власт? И сега кога тоне на сите анкети, што ја останува нормално да дели се да само однатре. Јас тоа не го дозволувам. И ќе се справам само... Бидејќи Шилегов побара да презентирате докази пред
пред општинската организација во Кардаш? Шилегов не сака да ги презентирам доказите. Шилегов не сака да ги презентирам доказите. Вау! Немој бе, Џони. Шилегов не сака да ги презентирам доказите. Презентирај ги бе и ќе го потопиш јавно. Оној кој го нарекуваш, веќе го нарекуваш, нели, ВМРО-вски платеник. Дали имаш докази за тоа, прашува новинар. Не сака Шилегов да ги презентирам, хеј. Демек, нема да ти дојдам јас таму. Па баш ми делува Шилегов подготвен да ги презентираш доказите. Поголем предизвик од тоа да ти зборува за психотропни супстанции. Има ли? Ајде, презентирај ги. И ќе го замолчиш ако имаш докази. Ќе докажеш пред цела јавност. Ете, Петре е соработник на ВМРО. Зошто не ги презентираш доказите ако ги имаш? Чеј. Да не си ти шефче соработник на ВМРО? А? Знам дека е непријатно кога со свој камен по своја глава се опнуваш, но што да правам, не е моја вината и не ме занима како се осеќаш. Зошто во тој документ кој што вчера излегува, се кажува ВМРО ДПМН најголема партија, уште да ја пофалат? Уште браво да им кажат, тоа фалеше во тој документ за таа иницијатива? Па срам да име. Треба тебе браво да ти кажат за тоа докаде ја донесе СДСМ. Треба тебе да те пофалат. Споменик да ти направат. Ако не те пофалат, ти тоа нема да го дозволиш. Особено на телевизии. Ким Фил Сунг. А опозицијата била раситнета. А со ова уште повеќе се ситни. Па што е целта? Па валјда целта е да не биде раситнета. И после потопот, од пред неколку месеци, одговорност да понесе лидерот, а не цел свет, освен лидерот. Криви се медиумите, крив е Шилегов, криви се платформите, криви се жолтите мрави од Кина, крив е Орбан, Вучич, Путин, Мадуро и кој се уште не. Никој не е наивен тука. Ние имаме сериозна борба. Имате, да, ама во главите. И со среќа во таа борба. Дека ќе ве жалам, нема. Нека ве жалат и нека жалат по вас Џамбаски, Ковачев, Радев, Борисов, Захариева. Ајде, време е да одиме на разговорот во студио. Вечерва со поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ. Ќе биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Вечерва повторно имам човек кој што за прв пат е во оваа емисија, не е прв пат во ТВ Алфа, тоа е поранешниот градоначалник на општина Центар Саша Богдановиќ. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер и добро ве најдов. Ти одговара вака како најпозната точка од CV-то да стои тоа поранешен градоначалник на општина Центар? Може и така. Зависи како тебе ти одговара, мене ми е сен. Периодов и актуелен и по други прашања, ќе зборуваме за сите, подготвуваш нова политичка партија и ти се најде на списокот за одстрел, ако може да кажам, на моментално раководните лица на Бихачка, па тука си сега во својство на ВМРО-вски платеник? Па добро, секој ден се менува основот на кој што ќе бидете напаѓани, те сте ВМРО-вски платеник, те од знам, те руски, те српски и така натака. Едноставно, јас тоа што го направив, што излегов од СДСМ, го кажав уште на времето, додека, односно кога ја поднесував својата оставка или одчленување, и таму наведов во кој правец гледам дека се движи нешто во кое што 20 години сум функционирал и сум работел и во партиските органи како општествени функции, дека едноставно оди во некој погрешен правец, што на жалост се покажа во денешно време кога гледаме се што се случува дека сум бил во право. Ќе потсетиме и на едноставно такви етикети е нормално. Во политика сте да ви лепат секакви, се со цел да ве пробуваат да ве оцрнат, но на крајот преку понатамошниот ангажман што ќе го имаме и во нашето делување ќе се види дека нашата активност ќе биде нешто што планираме да го подобриме во општеството од некоја наша гледна точка што го правиме. Јас не сметам дека човек треба да е посебно храбар за да оди на телевизија или човек кој што има богат бекграунд во СДСМ да дојде на ТВ Алфа, која што е исто така една од точките на кои што СДСМ трза последниот период на негативен начин, односно ние сме нели Орбановата телевизија со Ши Жинпинг, Вучич, Путин, Мадуро и не знам кој.
Но чисто да знаеш, ти има луѓе кои што не прифаќаат покана како што прифаќаш ти, не затоа што има нешто против Алфа, туку бидејќи веројатно им е малце шубе од можните реакции кои што може да ги имаат поради тоа. Јас и ги разбирам и не ги разбирам. Меѓутоа, ти благодарам на почетокот за одвоеното време, па ќе поразговараме на сите актуелни интересни теми. Ти не достигаше политиката? Јас прво да надополнам и додека бев градоначалник и директор на ПОЦ, мислам дека сум доаѓал во Алфа. Си бил доста пати. Гостин, така да не сум одбегнувал во било која телевизија или медиум да давам своје интервју, да давам своје одговори на некои прашања, така да не гледам проблем. Напротив, мислам дека секој политичар, секој човек кој што се бави со некоја јавна функција, треба да настапува, бидејќи треба и публиката која ги гледа и Алфа телевизија и останатите, треба да учествува во разни дебати. На крајот и можда ќе успее во таа публика да добие некои поени. Се разбира. Дали ми недостасува политиката? Јас едноставно во тој период кога се откажав, баш тогаш ни се јави една среќна вест дека очекуваме дете и едноставно тој период малку се посветивме на фамилијата, но потоа преку разните луѓе со кои што сум функционирал, се вроди таа идеја повторно ајде на некој начин политички да бидеме активни, да даеме некој свој придонес во општеството. Ајде да започнеме со позитивни вести, со новиот политички проект кој што го подготвуваш, пред да кажеш сам за новата политичка партија. Твојата поранешна партија вели дека ВМРО му води кампања на Богдановиќ. Знам се распаѓа, се прави нова сателит партија. Си бил ли некојаш член на Знам прво? Никогаш не сум бил член на Знам. Кога се отчленив од СДСМ, не сум бил член на ниедна политичка партија останата, сум бил член на одредени здруженија, направивме едно наше здружение кое што се бави со проблематика кое што не е политичко, беше здружение Демократска лига се викаше, кое што се бави во однос на култура, историја, образование и така натака, и тој концепт го понудивме на соработка со одредени политички чинители во Македонија. Некаде најдовме на разбирање, сепак на крајот установивме дека е потребно да се направи еден политички фактор или политичка партија која што без политичка поддршка не можете некои цели, планови кои што имате да ги донесете до тоа место, односно да направите некоја промена во системот за да тие работи за кои што се залагате бидат реалност. Јас тоа го кажувам често пати, нашата политичка партија би се занимавала пред се со зачувување на дел на идентитетски значајности кои што се за српската заедница, но воедно веќе и соработува со останати етнички заедници пред се за да некои работи кои што ги има во општеството на некој начин из политички канали успееме да ги подобриме. Но нема да се останеме само на култура, историја и образование, имаме луѓе за секој сегмент, дали е поврзано со земјоделие, енергетика, информатичко општество, европски интеграции и така натака. И едноставно сакаме зборот на луѓето кои што ќе бидат дел од тој политички проект да биде уважен и сослушан. Со Знам поврзувањето, уште малку на тема Знам, беа во периодот пред локалните избори, имаше ли идеја да Саша Богдановиќ биде повторно кандидат за општина Центар на одредовите на Знам? Ние сме имале некои неформални разговори, каде што се отворила таа тема, но едноставно ставот на Знам беше дека сака да се има човек кој што е нивен член, кој што од почетокот е од формирањето. Јас реков дека не сакам да бидам член, бидејќи имам некои други планови кои што сакам во иднина да ги оставам, така да на крајот тоа и се случи. Уште тогаш ова идеја во зародиш беше за формирање на новата партија? Да, но пред се нашата идеја беше да пробаме тие идеи што ги имаме, прво преку здруженија на граѓани да го оствариме со одредени политички чинители кои што се бават со иста проблематика. Воспоставивме контакти, но на крајот видовме дека треба да имаме некоја политичка поддршка за да можеме сите тие работи да ги успоставиме, односно да ги направиме. Бидејќи поголемите партии најчесто се бават со крупни работи кои што се
важни за сите нас, но за овие работи ако нема некој да ги бутка или да ги промовира, односно да ги изработува и да го најде канал како тие да се спроведат, едноставно не дава толку многу внимание. Така да, како една мала политичка партија, се надеваме дека ќе успееме тие работи да ги направиме, бидејќи сметаме дека со тоа само македонското општество ќе добие повеќе на тежина. Сметаш дека ќе ја добиеше поддршката од Максим Димитриевски и знам, ако се зашленеше во знам? Знаеш што ми е чудно, ако е тоа вистина, нели се работи веројатно за прашање на лојалност, нели дали лидерот на партијата, на движењето знам, гледа лојален партнер во тебе кој што утре нема да му заврти грб. Каков гарант е за тоа ако ја земеш членската книжка или не? Па добро, ние гледаме сега дека во политичката партија знам има луѓе кои што се членови, кои што се на одредени позиции со разни ставови и мислења. Јас ги читам и соопштенијата во кои што се укажува дека партијата е отворена нормално и за различни мислења и видувања, но сепак видов дека за таа проблематика со која што ние сакаме да се бавиме, едноставно не видов простор дека може нешто да се промени. И дали доколку би се зачленил, би бил градоначелник, мислам дека и тогаш не, бидејќи јас имав таа шанса да го направам 2021 кога Максим одлучи да оди сам како независен кандидат. Јас сепак останав доследен до крај, ја почитував тогашната одлука на партиското раководство на СДСМ и не напуштив, ниту направив некој чекор со кој што можам да направам поголема штета на СДСМ, така да кога ќе ги чујам овие обвинувања и критики, јас само укажувам или подсетувам дека тогаш сум останал доследен, иако таа одлука политичка била против мене, не сум сакал да направам штета. И едноставно укажував, моето укажување и тогаш беше дека таа штета ќе се случи со ваквите потези што ги прават. Првото беше со Максим Димитриевски во Куманово, кој што на крајот ги гледаме резултатите кои се сега на последниве неколку избори. Така да лојалноста сум ја покажал на дело, но кога гледате дека таа лојалност не вреди ништо, едноставно решавате да си трнете по некој свој пат. Затоа и кога разговаравме во неколку средби со дел од луѓето од Знам, јас од старт кажав дека не сакам да бидам член на Знам, можам да помогнам во некои делови каде што јас сметам дека имам знаење и познавање, посебно во локалната самоуправа, и во одредени делови се вклучив да помогнам во кампањата, бидејќи гледам во кој правец се движи, например, пред се општина Центар, во која што јас раководев 4 години, ама тоа беше чисто од пријателска основа, да се искористи некој знаење, сепак јас сум жител на општина Центар и сакам некои работи да се менуваат на подобро. Али тоа е, пак ја кажам, од аспект чисто да дадете некој знаење и познавање, да го усмерите кандидатот тогашниот на Знам во кој правец треба да се води општината. Тоа е моje мислење. Сепак одлуката ја носи тој што е на крајот ќе биде избран. И со тоа и покажав дека сум спремен и отворен за соработка на било кое поле и да се вклучам и понатака да соработуваме по разни проекти. И до ден денеска тие комуникации постојат, што е многу нормално. Јас до пред некое време бев председател на Шаховската федерација. Нормално, заради обврската, го введовме шахот во школи, комуницирам и со сите општини, без разлика кој на која партија припаѓа. И тогаш отварате некогаш и политички теми. Но пак, мојот став беше едноставен, дека не сакам да бидам член на Знам, бидејќи напоменав дека сакам некои работи да ги тераме наши што си се зацртани и сметаме дека така најдобро може да ги оствариме. Добро, сега сте во ист кош, односно СДСМ го за СДСМ, нели? Дека Знам го портретира како предавнички проект, дури таква реторика користи и во кампањата 2024 се сеќавам, кој што има за цел да му наштети на СДС, сега и новата партија која ќе се вика Српска демократска лига. Српска демократска лига, и таа е предавнички проект според СДСМ кој што треба му наштети на СДСМ и така натака. Колку го препознавате она СДСМ во кој што сте се зачлениле пред 20 кусур или можеби повеќе години, споредено со ова денес, и каква линија има во вашите очи? Раст, пад, нешто измеѓу, осцилира? Вака, во СДСМ јас поднесов пристапница за членување на 16.9.2001 година, ама тогаш имав 16 години
и членската добив на 17 мај 2003 кога ми е роден и кога наполнив 18 години или согласно статут треба да си полнолетен. До парламентарните избори бев член и потоа кога увидов дека тоа што го зборам цело време, дека самото раслојување на парламентарните избори 2024 кога се одржа, поднесов исписница, ги наведов тоа во оставката, нормално со враќање на членските книжки, за да едноставно, формално, правно, веќе не бидам дел од тоа. И во тој период, например, додека ние функциониравме, растевме, што се вика во партијата, во општинската центар, постоеше другарство. Значи, политичките функции, општествените функции беа секогаш во втори или трет план, другарството беше пред се, и затоа таа општинска секогаш даваше најдобри резултати. Погледнете ги последните изборни резултати пред 2021, па вклучително 2021 секогаш имаше победи во центар. Да, на крајот тоа што го зборев цело време на тие формални и неформални средби, едноставно не допираше до тие луѓе кои што тогаш носеа одлуки и се случи тоа што се случи. Кога видов дека веќе тоа нема враќање на назад, едноставно не сакав да бидам дел на нешто што предувам дека пропаѓа, да бидам дел соучесник на крајот на тоа пропаѓање што се случуваше. Како доаѓа една голема партија до таква точка? Пак ќе напоменам, кога вие имате такви потези еднострани, донесени од мала група на луѓе. Зборуваме за големите политики во однос на името, договор со Бугарија или за нешто друго? И тоа вклучително си има резултат, но кога веќе вие ќе одлучувате... Или за кадровите зборуваме. И за кадровските политики, кои што, например, елиминирате луѓе кои што не гледате дали тие даваат некој придонес, дали имаат одредена група на луѓе кои што стојат позади нив, него едноставно вас не ви се допаѓа заради одредени причини или си ставате своји пиони кои што утре би ви биле лојални. И тоа се случи во повеќе општини, се случи во Крива Паланка, се случи во Куманово, се случи во Центар и на други места, да едноставно луѓето кои што дале се од себе, немаат нешто негативно во својата работа, бидат елиминирани политички, заради тоа што на некого нешто не му се допаѓало. Или едноставно некој сакал да си постави свој човек послушник за да може да си направи контрола. Тоа се случи во Куманово и затоа кога дискутираат дека е некој нечив проект, треба да видат, да се вратат неколку чекори поназад, да видат што предизвикало до тоа. Значи, Максим и јас бевме на една... Да ги лечиме причините, а не последиците. Така е. Во една иста ситуација, каде што Максим тоа, и сам јас го препознав, со тоа што ја решив да си останам доследен, можев да отидам како независен. Ако се сеќавате, тогаш имаше повик на ВМРО ДПМН кој што беше опозиција да се поддржат сите независни кандидати. И јас ако бев ВМРО-вски проект, тогаш ќе го послушав тој повик, ќе бев независен кандидат и ќе добиев поддршка и на крајот тогаш уште поголема штета ќе направев како актуелен градоначелник, можда ќе бев и веќе трет мандат. И тогаш ќе превземев целата и општина, и општинска, и структура, и тогаш може ќе бев и дел од ЗНАМ или дел од некоја друга политичка опција, јас останав доследен. И сега никој не ви го цени тоа како потек, како лојалност, ви едноставно гледате дека таму се е сведено една мала група на луѓе кои што така од лични причини се носат одлуки без да се консултираат, без да прашаат. Јас неколку пати барав да разговарам што ќе се случува, да кажам што се последиците после понатака, но едноставно не можевте да добиете конкретен одговор и на крајот добивте информација од пресконференција. Со Ковачевски ли сакавте разговарате? Не, тогаш беше актуелен Заев беше председател. Заев беше? Љупчо Николовски ги беше генерален секретар. Добре, не за 24-та, зборувам се за 21 година. Разбирам, добро. И едноставно вие сваќате дека може преку ноќ некој да ви пресуди без да ве консултира, без да ве праша. Океј, реков. Ќе се согласам и со тоа, но кога гледате дека тоа продолжува во некој тој правец, едноставно гледате дека веќе не се пронаоѓате тука и сите идеи, сите активности кои што сте ги имале, едноставно некој ви ги фрла, ви ги кине, ви ги фрла во канта горе. Ако сметате дека некој не вреди, ќе се трне на страна, не е проблем, продолжете понатак. А како во 2017 најдовте заеднички јазик со Заев, освен она дека ете лојален на партија, тој е председател, па те ми интересно е нели да Заев има историјат на имал партиски сепаратизам, може така го наречеме, кога се локалните избори во прашање, нели кога
се повикуваше на бойкот, која година беше тоа? 2013. Така беше, да. Па печати му даде овој Милетич. Не, тоа беше за Стефче Екимовски. А за Стефче беше Милетич, така беше. Но вие претпоставувам го владеевте теренот во општина Центар и 2017 беше природно да ве изберат за 2017, значи 2013 Андре Жерновски стана градоначалник од таа коалиција со фамозните 3 прегласувања Пелистер и така натака. Тогаш ние поддржавме во тие 3 изборни круга, истрчавме, се победи во општина Центар, а 2017 едноставно политичката партија донесе одлука дека СДСМ има можност да се има конечно свој градоначалник. Имаше многу луѓе во игра кои што нормално имаат добри анкети, но едноставно сите тие луѓе се откажа и дадоа поддршка јас да бидам кандидат за градоначалник. Тоа беше во полетот после правењето влада, нели, после изборите 16. Тогаш СДСМ во Центар освои рекорден број на гласови. Победата беше над 10.000 разлика и тој добар резултат се одржуваше и во наредните 4 години, без разлика на кои избори да станува збор. Но веќе почнаа да се случуваат тие некои раслојувања внатре. Јас се трудев да ги одржувам и успеав до 2021 да ги одржам, да на крајот единствена општина која што остана победничка во рацете на СДСМ беше Центар. Тогаш секаде изгуби, нели, СДСМ, само во Центар победи, тогаш и тогашниот градоначалник на град Скопје само во Центар имаше позитивен резултат. И тоа беше моето укажување. Петре Шилегов, тоа беше моето укажување баш дека таа компактност, тоа држење на некој начин на сите луѓе може да дадат позитивен резултат, но и укажување дека ако не се продолжи со тоа, едноставно ќе дојде до раслојување, отцепување на партијата и така натака. Тогаш му се случи истата судбина што и мене ми се планираше на Максим. Максим тоа го препозна, отиде како независен и еве денеска на последните избори имаше скоро 40.000 гласови, што не е занемарливо. И кога ќе се дискутира веќе кој чив проект е, на председателските имаше беги повеќе. Добро, председателските секогаш и парламентарните има поголема излезност, али добар резултат сама кажам. Тогаш ќе установиме дека Максим е проект на СДСМ во тоа време, бидејќи они ги направиле тие чекори за да Максим излезе од СДСМ. Разбирам. А кому му попречивте во општина Центар, вака имате дефинирано 1, 2, 3 луѓе или Па генерално кој реши да ве елиминира од политичката тоа е сцена? од највисокото партиско раководство, пред се сметам тогашниот председател на СДСМ Зоран Заев, кој што нормално играше клучната улога во носењето на одлуки. Се плашеше од вас дека може да го предизвикате за лидер? Не. Или имаше некој ниту сум имал такви амбиции, но едноставно ние се водевме во некои одлуки кои што ги носевме во општината Центар, ги носевме со консензус, пред се во договор со градот Скопје, со централната власт, да на крајот тие политики кои што сме се залагале заедно, едноставно на крајот централната власт, односно токажното раководство сметаше дека не одговараат. Посебно беше во одлуките за носење на мораториум за градба, ревидирање детални урбанистички планови и така натака. Централното раководство или лидерот? Па добар дел од централното раководство ги поддржуваше, но сметам дека ужи круг не се согласуваше со тоа. Имало ли непристојни понуди, сега директно да прашам, односно не непристојни понуди, непристојни барања во тој период, ако не се согласувале со мораториум за градба во една општина како што е Центар, во која што е и ден денес се гради, тоа е интензивно се гради, буквално на секој слободно кјош. Сакавме да измениме на некој начин, после тоа беше пуштено да се работи по тие детални урбанистички планови, за кои што ние се боревме да дел од нив промениме. Тоа не значеше дека ние немаше да дозволиме градби, но едноставно ќе направивме одредена дисциплина да некои параметри кои што се потребни за еден градска четврт или детален урбанистички план ги има. Например, во населбата Пролет и денеска се градат објекти, донесен е нов план кој што колку толку беше усогласен со генералниот урбанистички план од 2012, но на пример се уцрта градинка која што нормално сите тие згради кои што веќе постојат или ќе се изградат треба да бидат сервисирани за деца. Се уцрта нов паркинг, ново зеленило. Ама и самите луѓе кои што се инвеститори или приватни кои што сакаат да продадат, на крајот сватија дека тоа носи за нив поголема вредност. Значи населба Пролет е како една постара населба која ќе добие дополнителна вредност, нова школа, нова градинка, едноставно нивната цена расте.
Ама некаде тоа нормално не одговараше и пак ние донесувавме такви одлуки, ама на крајот и тие одлуки ги носевме во координација со некого. Например, координатор тогаш беше Јон на советничката група, пак се консултираше. Градоначалникот може да предложи, советот гласа. Јон? Тие биле да, беше координатор на советничката група. Фактички сме се координирале, не сум правил нешто на своја рака, ама едноставно очигледно дали на крајот некој не можеше да го издржи тој притисок, бидејќи имаше навистина притисок за да се ослободи или што побрзо да се направат тие планови, реши со тоа што ќе го трне градоначалникот да тие некои процеси продолжат на тој начин кој што јас не се согласував. Може ли да заклучам дека градежната мафија го поттикнала тогашниот лидер на СДСМ да ве тргне од одговорната Немам функција? аргументи, немам докази за тоа, но едноставно тоа го гледам сега што се случува. Значи гледам тога што се случувало, гледам сега што се случува, така да едноставно некој сакаше тие планови да се ослободат на некој начин. Односно да се гради. Да се гради, што јас пак ќе кажам, и јас работам и сум работел претходно и сега со градежни материјали. Нормално е да се гради, не е да се урбанизираат. Посебно некои места кои што се во центар, каде што имате куќи, немате можност за топлификација да спроведете, нели тоа е еден причина за загадување, па централно грејење да се уведе и така натака, но барем некои делови да ги зачуваме за да можат утре тие луѓе кои што ќе се вселат или ќе живеат, на крајот имаат нешто општествено, дали е школа, градинка, паркинг, сервиси кои што детско постојат за игралиште да го и така олеснат натака. животот, така. Сега на пример еве поминете во Буњаковец, се градат многу згради, имате една градинка. Кога ќе се вселат тие луѓе, едноставно немате простор каде тие да ги запишете. И така веќе има редици на чекање. И ние сега збориме за паркирањето да не говориме. Да не збориме и така натака. Така да ние ќе успеавме на неколку места само некои работи да ги подобриме за општо добро. Пак ќе кажам, и луѓето кои што се бават со градежништво, кои што градат, на крајот само си ја зголемија вредноста на своите објекти. Денеска отидете, не знам, сите бараат стан во Капиштец, има ново изградено училиште, има градинка подоле, има уште една, значи гледа за утре. Јас знам еден куп луѓе кои што се јавувале и бараат врски на некој начин за да може детето во градинка да оди, пошто морално од секој реален проблем е така е, тоа е така јавна да, тајна. ама вие морате тие капацитети да ги испланирате пред се во деталните урбанистички планови. Тоа е еден почеток. Па потоа да ги изградите, но ете така се донесува. Не само за градинка, се имаше една неверојатна ситуација, но водно немаше вода. Да, нели, инфраструктурата треба комплетно да се планира кога се носат тие планови, но тажната вистина е таа дека луѓето зборувам сега како архитект со искуство. Јас не работам активно по струка, меѓутоа се уште сум во струката, повремено работам на проекти во градежништвото денес, а го апострофирам, нели, бидејќи 70% веројатно од работата на градоначалник е поврзана со урбанизам. Со урбанизам, да. Луѓето кои што градат не се нема мецени во градежништвото никаде, добро, но не се премногу заинтересирани за животот околу нивната зграда, туку само за нивната зграда и за квадрат плюс. Цените каде одат денес, тоа се други 20, може ако имаме време на крај за тоа да зборуваме. Меѓутоа имаше на времето еден графит на архитектонскиот факултет, се викаше архитекти градите со љубов. Но ова што го слушаме како вистина дека највисока политика можеби се мешала, односно можеби сакала да отстрани некој од позиција и да стави некој друг за да се, како што викаш ти, ослободат градежните планови, односно за да пројдат некои планирани проекти згради и некој да прави профите. Тажно. Како изгледаше тој 4-годишен мандат? Дали оценката што би се ја дал сам на себе дека си бил успешен градоначалник и што ти е најголем товар, мака, проблем што не си успел да го направиш, да си планирал? Па еден од проблемите или маката е што на пример во тој процес не се заврши до крај. Но нормално тоа не зависеше од борбата нас. Со менувањето на ревидирањето на деталните урбанистички планови, на крајот затоа се вика и план дека ти треба да планираш што е тоа што ќе го направиш во одредено мало населба, градска четврт и така натака. Тука
Сметам дека требаше да има поголема соработка и со одредени институции, тоа е градот Скопје, Министерството за транспорт. Имавме една немила година и пол која беше короната, еден од чекорите е да имате јавни анкети за да можат и граѓаните да бидат вклучени, советниците, па тогаш не ли беше забрана за собирање, така да анкети и тоа ни на кои што се изложуваат урбанистичките плановите за да нормално се биде транспарентно. Во тој дел може да кажам дека не сум задоволен од начинот и соработката кој што го имавме со тие институции кои што беа надлежни над нас. Транспорт и од врски, нашата транспорт врски, градот Скопје, и од наша страна сите беа направени, ревидирани, спакувани, предадени. Таму кај што требаше нови постапки, започнавме нови постапки. Задоволен сум, например, во делот со спортот, работнички повторно зема титула после 9 години. Тоа беше 15-та титула. МЗТ почна некако да ни се приближува во тој дел. И билборди ви става низ центар едно време. Да. И потоа задоволен сум, имавме проект за селектирање на отпад, бевме меѓу првите општини кои што тоа го направи. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар единствено како општинско предпријатие кое што се повеќе и повеќе напредуваше во тој дел. Расчистивме сите обврски што ги имавме на крајот кога си отидов, околу 1,5 милиони евра оставив на сметката, со расчистени сите обврски кои што беа доспеани до тој период. Проекти започнати кои што се оставени, обезбедени средства, значи не сте оставиле во минус, како што сме имале случај. Јас претходно кога дојдов имав сигурно некаде околу 2 или 3 милиона да расчистам обврски претходно, па после да почнете да го спроведувате како програма тоа што сте го имали испланирано и ветено до граѓаните. Набавивме машини за чистење, во план беше да се набави цистерна за да можеме сервисно станбените улици кои што се под ингеренција на општината, нели градот е задолжен за главните сообраќајници. Направивме Орце Николов улица која што беше направена како проект за ослободување на тротоарите. Изменивме многу програми што се однесува за поставување на опрема, главно луѓето реагираа за неослободени тротоари. И ме радува што дел веќе таа пракса ја практикуваат, значи велосипедски стази и пешачка патека. Ако се сеќавате, Орце Николов имаше надолжно паркирање по 90 степени. И едноставно немавте ни метро да поминете, камоли мајка со дете или некој да вози велосипед. Така да дадовме еден нов правец на општината и тоа требаше така да продолжи. Тоа не го гледам сега, на жалост, не знам од кои причини. И една, што јас сум горд и на правниот тим, што успеавме на некој начин да вратиме некаде околу 5 милиона евра во општината. Она цело време што се дискутираше за бројчаникот, првите средства кои што успеа општината да ги наплати по разни процеси правни, тоа беа од претходни наследени предмети, успеавме да добиеме правна битка и да заштедиме, односно да вратиме во буџетот околу 5 милиона евра. Завршување на основното училиште Киро Глигоров, Народен фронт кој што е една од главните сообраќајници, Васил Ѓорѓов која што завршивме со градоначалникот на град Скопје, други 25 улици кои што беа целосно ревитализирани, така да можам да кажам по бројки дека кога ќе споредам со некои други периоди, дека едноставно навистина постигнавме доста. Лут ли ви е Жерновски од 2017 и до ден денес да ви држи лутина, бидејќи во минатата емисија во минатото вечерно шоу, во воведниот коментар имав и некоја негова изјава кај што зборува за вас како руски проект. Логичното прашање, ако Саша Богдановиќ е руски проект, веќе сега и тоа име во мода, нешто Руси, Путин и така натака, тогаш зошто се да се номинирало руски човек во 2017 да е градоначалник? Да, ма вие кога кажувате такви работи, треба да кажете одредени аргументи и докази. Сега не гледам по што го темела тоа, валјда сакаат да бидат поголеми американци од самите американци, демеко вие други сите што се против нас се нечив проект и така натака. Јас, ако е тоа така, ние имавме поставување на спомен обележје за 9 мај, каде што гласале советниците на СДСМ и ВМРО, тоа беше за одбележување 9 мај, денот на победата. И тоа значи дека и тие советници кои што сега се на одредени позиции, кои што гласале тогаш, а добиле одобрение да гласат, што дека се руски проект. Секое тоа поврзување се со цел да дискредитирате некој на некој начин, односно да го обоите. Иако ние како општина Центар имавме соработка со сите амбасади,
кои што Па на ваша територија има огромен проекти, дали со огромен француската амбасада работевме на проект за изучување на француски јазик, со британската амбасада проект за заловување на кучиња, скитници и така натака, што се си француски, британски или било каков. Кога требаше, например, луѓе додат во Србија за вакцини, ги користивме некои пријателски линии, тоа што е српски човек, така да такви етикети може да ви лепат, ама на крајот треба и самите да видат дека некогаш и они имале допир, контакт со нешто што утре некој може да ги спои. Мислам, тоа е некоја по мене немоќ во политиката и немате како, па сега ќе лепиме етикетите, вако сте, онако сте. Мада на тоа човек се навикнува, ја и во СДСМ додека растев. Треба ли да се навикне човек на тоа? Па едноставно треба да отрпне, да си ја тера својата работа, да знае тоа што го прави, дека на крајот носи нешто добро за сите и да не се оптеретува со тоа. Така да сега, пример, Венко ги примаше вакцините од рускиот амбасадор, Спутник бе. Сега треба да го поврзуваме тоа дека е руски проект, руски човек, мислам. Или па се залага за заедничко производство во Торлак. Тоа што значи дека е српски човек. На крајот сите живееме тука, споени сме едни со други, мора да имате соработка. Македонија си има јасно дефинирана цел во кој правец оди, ама тоа не значи дека вие не треба да имате контакти, соработка со разни институции, луѓе кои што може на крајот да биде нешто добро за заедницата. Кога спомнавме Мина Трути... Извини што се однесува, например, за Андреј, знаете како, тоа е тоа што го кажував и јас. Одлуката за да не биде он кандидат беше донесена од тие причини што во тоа време он беше ни змија ни магаре. Значи, не беше или си СДСМ или не си. На крајот денеска Андреј, кој што беше избркан од сопствената партија, од либерал-демократската партија, бидејќи на Конгрес беше сменет, сега е главен СДСМовец. Значи, и сега да ми држи прилики за тоа кој е, како тоа да допре до мене. Едноставно, кога знам што се случувало се и тој период сум го поменал и сум го видел. Кога зборуваме за Мина Трути после контрадикторности во еднината, се сеќавам на, мислам дека Аларова ли беше тоаш во центар, кога имаше обид за преименување или можеби преименување, се носеле некои одлуки за овој уште А1 беше жива. Пример за поставување на бистите на или на ниво на град Скопје можеби беше Тодор Александров, нели во Кисела вода и така натака. Имаше протест бугари, така беа нарекувани советниците на град Скопје или град Скопје, да, или центар. Тогаш во град Скопје мислам дека беа протестите. Поентата е дека ако тоа беше 2010-11, 6-7 години подоцна, една од првите работи кои што ги прави Зоран Заев како премиер на владата на Република Македонија е да потпише договор за така наречено добрососедство, пријателство и соработка со Република Бугарија, представена преку нејзиниот тогашен премиер Бојко Борисов. Договор кој што не го покажуваа во јавноста, содржината беше криена и така натака. Знаевте ли во партијата барем што се потпишува? Ви беше ли чудно тоа приближување на СДСМ кон Бугарија? Препознававте ли можеби некоја задна намера тука? Како ви беше внатрешно продавано тоа? Па искрено немаше дебата, некоја обично за одредени прашања, изборни процеси, некои работи кои што треба да се случуваат во општеството, секогаш се отварало дебата, немаше дебата искрено во општинските организации и во местните и на крајот немавме информации што се случува. Таа дебата некако се издигна во јавноста кога поранешниот председател на СДСМ Бранко Црвенковски побара да се дискутира пред се на Централниот одбор како највисоко партиско тело, но нели се одби тогаш. Јас тогаш имав свој коментар и своја изјава, знам бевме отваравме една сензорна соба со тогашната министерка за труд Мила Царовска и на прашање новинарите го поддржав тој став дека Централниот одбор па и општинските организации треба да бидат запознаени што е тоа што се случува и треба да отворат одредена дебата. Имав некои консеквенции зашто давам на крајот такви изјави, сепак сум носител на јавна функција, граѓаните прашуваат, членовите прашуваат, јас морам да дам некој одговор, значи некој мора да ми ја спушти таа информација за да можам ја да ја пренесам. Ама на крајот тој одговор не дојде и ако се сеќавате да се вратиме наназад, тогаш поранешниот председател го замрзна членството и тогаш на некој начин веќе поголем дел од луѓето сваќа дека нешто се прави позади
скриени завеси, така да се бараат цело време одговори, но некаков одговор не се доби. Но таа политика и ден денес сегашното раководство на СДСМ ја уважува. Венко Филипче вели оди моци чекор понапред. Значи вели не само што идентитетот не е загрозен, баш го обезбедивме идентитетот, нема ништо лошо тука. Не само внесување на сега има ново во реториката, вика малцинствата во устав, демек да не се бугарите, нели, како да нема негативен призвук, малцинствата во устав и отварање на досијата на УДБА, што е бугарско барање, да се договориме. Значи ли тоа дека Венко доследно ја следи политиката на Заев на таа тема и дали вие, познавајќи го приватно вака, го знаете како човек кој што се интересирал за висока политика, за геополитички процеси, за проценки, колкава е неговата способност да види 2-3 чекори однапред или пак можеби да се обкружи со луѓе кои што може да го посоветуваат правилно? Прво, никогаш не бил дел од СДСМ. Напротив, луѓето го доживувале секогаш дека бил на другата страна како советник на Нино Никола Тодоров. Да. Едноставно влезе во политиката, пајде на предлог тогаш како за министер за здравство и луѓето го прифатија како човек кој што едноставно е предлог тогаш на тогашниот премиер. Но никој не е предвидувал или очекувал дека ќе дојде да го управува СДСМ и јас во неколку своји изјави сум кажал дека како доктор можеби е стручен, спремен, Го фалат дека е тоа така, но едноставно дека во политиката таму каде што е влезен, кај што раководи, очигледно дека нема познавања, бидејќи некои луѓе растеле со тоа, ги знаат состојбите, знаат тоа што како реагира членството. Едноставно аз ви доаѓа како гром од ведро небо. И тука се укажува и самите резултати на внатрешно-партиските избори. Знаете дека имаше мала излезеност, мал број на гласови, што е баш за чудо, односно треба да биде некој сигнал дека нешто не функционира внатре. Тоа не е еден човек Саша дека го кажал, него тоа е резултат на многу поголема реакција на внатрешното членство. Партија која што се фалеше дека има околу 80.000 членови, да имате само 9 или 10.000 луѓе кои што излегле на тие внатрепартиски избори. Ама едноставно се покажа дека на крајот пак некој донел сам одлука тоа да биде така. И затоа се тие процеси на раслојување и на нешто што сме укажувале пред се во затворена форма, внатрешни состаноци, на крај после и со писмена реакција, со исчекор да кажете добро, ако продолжите така, еве, ќе се трнеме, терајте ја политиката. И сега гледате дека сте биле во право, тоа се распаѓа и едноставно луѓето од немоќ или од некоја параноја почнуваат да ги етикетираат сите луѓе кои што викаат немој, ќе се разболиш, ќе имаш проблем. Значи, реагирај. Тоа е впечатокот, дека секој различно мислење се третира како на крајот испадна дека таа блискоста со претходниот председател е рецептурата за да бидеш потоа председател на СДСМ и тука покажува дека нема можност за некоја демократски избор. Јас знам дека порано имало пракса и такви биле секогаш насоките, кога се бира било каков член на било каква политичка функција, дека треба да ги помине филтрите на партијата, односно да биде предложен од местните организации, општинските организации, па тоа да оди на повисоко ниво. И тука има демократија, значи секој искача со предлог, програма и така натака. Овде едноставно беше како во некој затворен круг да се одлучуваше. И тоа се одлуките и за пратеници, и за советници, на крајот и за градоначалници. И кога гледате дека таква една мала група на луѓе одлучува, гледате дека немате простор. Значи не е само да бидете член и хиерархиски, ако не можете да напредувате, како вие ќе спроведувате некои своји идеи, не само на себе, него и на некоја група која што влегла во таа политичка партија. Овие ли проблеми се причината зошто вашиот наследник Горан Герасимовски на овие избори логото на СДСМ го имаше толкаво направено на еден огромен билборд, односно дали жителите на општина Центар по структурата на население, степен на образование и така натака го наоѓаат за проблем ова што се случува денес во партијата што некој пат била на Киро Глигоров и Бранко Црвенковски, а денес личи дека е партија на човек поставен од Заев, не знам, да му го чува или тронот, или грбот, или бизнисите.
Па на жалост се сведе СДСМ, посебно во центар кој што важеше за бастион на СДСМ, се сведе дека самите луѓе кои што се носители на некои функции се предложени од СДСМ се кријат од сопственото лого, што е на крајот ние секогаш со гордост сме истакнувале дека сме членови, не сме се срамеле, дури сме трпеле и реперкусии за тоа. Ама едноставно, кога вие ќе почнете да се криете од сопствената партија, и самите, како што кажа, ти си го приметил, и други го приметиле, и мене ми го укажувале, јас сум кажал дека веќе во даден момент, кога треба за некоја позиција се представуваш како човек, кога треба за да тебе да те изберат, се криеш од сопствената партија. И тоа го укажав дека на крајот, и тоа се потврдува на крај со конкретни бројки, дека ваму кога не ни одговара, нема да поддржиме некој, беше за кандидатот за градоначелник на град Скопје, имаше катастрофален резултат Каја Шукова, немаше ни 6000 гласа. Значи, тука се покажуваше таа себичност да еден од кандидатите воопшто не води кампања за својот партиски другар. Значи, си води само за себе. И тоа дополнително продолжува да прави расцеп натре. Значи, тоа луѓето го приметуваат и едноставно кога гледате дека вие си терате само свој личен интерес или свој некој правец во политиката, само заради задоволите некого, тогаш не очекувате во иднина да имате поддршка на таа политика. Тогаш секој си носи одлуки сам за себе, а не партиска одлука. Добро, на тема повторување на исти нешта, очекување различни резултати, колку е тоа сулудо, еве, ако структурално внатре е разбиена структурата во моментов, како што вие гледате, сте биле дел од таа структура 20 години, во центар, нели, суверено сте владееле со години. Зошто мислат дека продолжувањето на истите политики на националните теми може да ја подобри работата? Бидејќи, според мене, ако кјутат за европските интеграции, односно да престанат да се обидуваат, да не убедуваат дека црното не е црно, односно да не инсистира толку упорно Филипче дека мора утре да се смени уставот, дека се е бетонирано, од партија што кога потпиша заев договор со Бојко рече готово, ги затворивме сите прашања. И после излегува 1000 крокодили. Неколку вета сме добивале од Бугарија на завршена работа и се овде дека завршена. Нели, како да се обраќа на луѓе кои што имаат меморија на златна рибка, а немаат. Зошто мислат дека инсистирајќи на доследно спроведување на бугарскиот диктат, јас се приклучувам кон тие што го нарекуваат така, ќе им донесе нешто добро? Или се работи за некаков личен, тесен интерес на поединци? Јас тоа сум го кажал во неколку наврати во мои јавни излагања, дека едноставно тоа мора да го прават. Не знам како другачие да го протолкувам. Кога гледате вие дека има ветерот иде наспроти вас, не е вие ветер у леđа, што се вика да ви дава поддршка, вие да идете како контра на тоа и да губите поддршка од граѓаните, едноставно како да мораш тоа да го правиш. И на крајот сите тие постапки на поставување на човек ваков послушен или не знам, едноставно некако кој да мора тоа да го збора. Така. Да, а пак ќе кажам, еве да кажете во политиката и во носење на некои државнички одлуки, да, можеби треба да направите нешто за подобро утре. Но као што и ти напомена, ние гледаме дека од другата страна тоа не е единствено барање. Значи, и не знаеме кој е другото барање. Го спомнавме пред тоа дека и во тој договор никој не беше запознаен што е тоа што е издоговорено. Ако е многу добар договорот, зашто би се криел, нели? Ти го коментираше, мислам дека во твоите емисии претходни, дека дел од аналитичарите на СДСМ кои излегуваат јавно, укажуваат дека граѓаните па не секогаш треба да бидат запознаени и после тоа да ти излезе нешто као тоа е за добро. Но пак ќе кажам, ние немаме објаснување дали е тоа до крај. Да кажете луѓе, тоа е тоа. Немаме ни потврда од другата страна. Напротив, имаме спротивни примери. Сега читав дека не знам колку амандмани се поднесени во 130 Европскиот парламент и така натака. Така да едноставно тоа нема да запре. И сега треба да ставите на маса и да кажете, чекај, тоа што некој се борел во изминатите години, децении наназад да докаже дека ние сме како народ тоа, едноставно сега треба да го прешкртате. Така да некои луѓе едноставно тоа не може да го проголтаат, да го сварат.
И најголем дел од луѓето не може, фала му на Бога. Мислам, тоа го покажа и на крајот, вие кога гледате дека тоа не ви е прифатено од народот, а барате поддршка од народот, едноставно трнете се од таа политика. Но пак ќе кажам, мојот сомнеш е дека како некој да мора тоа да го направи. Сега за оваа реченица тргнете се од таа политика. Ти веќе си означен како, нели, ВМРО-вски тројански кој, не знам каква е реториката, руски ВМРО-вец од Кина. Од Кина, да. Сега бев на кафе пред некој ден со јапански поранешни дипломат, и тоа ќе го налепат. Се Кина и Јапонија ќе ги скараш, Кина и Јапонија. Се шегував со исто Жерновски, го прозиваш Иван Стоилковиќ кој што е во публика во Бања Лука на таа парада нивна, кај што има 44 повраки, 44-та се локалните нокни волци, моторџиите. Добро. Јас како што памтам, Општина Центар е карши штабот на нокните волци во Скопје, така? Така е. Односно неформалниот штаб. Така е. Кафичот на Ленин. Јас сум пиел кафе таму. Се разбира. Но добро, до кој ниво дошла политиката, ама знам дека луѓето тоа го гледаат, го препознаваат. Мене ми е интересно само некојаш да се пошегуваме, бидејќи истите луѓе кои ќе тврдат дека го бетонирале идентитетот, добро и ова другото да им го покажиш за да се уверат граѓаните дека црното е секогаш црно и не може никој да го обели. Но она што ме чуди искрено последниве месеци е нешто што нема претерам ако го наречам србофобија во СДСМ. Од каде тоа? Односно, зошто на моменти СДСМ се однесува како да е опозиција во Србија, а не политичка партија во Македонија? Го кажав и претходно како некој да мора тоа да го прави. Ја немам друг впечаток. Дали е тоа... Тоа би значило дека не постои логичен аргумент никаков, туку дека... Едноставно, како да имате некоја задача дека тоа треба да го правите. На крајот, јас, нели, даваат одговор, па они го напаѓаат СНС, СНС не е политика само во Србија, има и други и така натака, но бидејќи сум бил вклучен во некој процес, јас ќе наведам неколку примери. Значи, излезе тогаш председателот на СДСМ и кажа мораме да се спротивставиме на српскиот свет. Не знам, се гледа многу српска телевизија, се слуша српска музика, тоа го кажува и некои помали коалициони партнери на СДСМ, чекај, луѓе го слушаат кој што сака и овој како се Алфа му е трн во око. Хоџич, да. И Джелјо Хоџич, да? Да, и он се што е поврзано, секој втор текст му е таков. Потоа почна да се напаѓаат фирми кои што доаѓаат. Алта банка, пример, не знам. Да, и мислам дека и други некои така напаѓаат. Потоа имаше баш Андреј беше во една телевизија со национална фреквенција и вика снимајте ме во камера, ние мора да се спротивставиме на сето тоа. Кој српски свет? Во Македонија живеат 23.847 луѓе кои што се изјасниле како Срби на пописот. Со Србија имаш најдобри пријателски односи, расте трговската размена, втор по број туристи се кои што доаѓаат, кои што оставаат пари. Последниве 15 години навистина односот е и во нагорна сега едноставно вие кога ќе соберете дека нема никаков проблем зашто ние треба да отвараме фронт, а имаме конкретни проблеми, ги напоменавме преска од некои други соседи, и вие гледате како за ина е да треба да направите тука проблем. И сега се ставате во улога, а внимавај, секогаш во СДСМ, во минатото, сега не е така, луѓе кои што се припадници на српската заедница, ги сметаат србите за најблиски, секогаш па давале поддршка на СДСМ. И вие гледате дека тоа ви носи негативни резултати. Во изборна единица двојка 2024 година имаше само 2 пратеника, каде што и Чуќар Сандево, Куманова, каде што имате поголема концентрација на луѓе од српска припадност. И вие повторно продолжувате со тоа. Јас се доведувам во ситуација да ќе влезам во такси или ќе сретнам луѓе кои што се активни во општинските организации и викаат ама нека престанат и нас ни прават штета, кои што и на крајот кога веќе зборуваме за тоа кој чив каков проект е, колку повеќе имаа такви
испади во јавноста, дали преку пресконференции, дали преку гостувања на разни емисии или соопштенија, толку побрзо ние ги собравме подписите за политичката партија. И ја најчесто се шалам, викам, повеќе СДС ни помогна, не со тоа дека ни организирале, самите ние си ги викавме, ама со нивните потези доаѓа и луѓе кои што исто така го напуштиле СДСМ, рекоа, чекај, некој мора да не заштити нас. Сега сакам ноу-хауот кој што го имаше искуството, да ги употребиме да искоментираме нешто што ми падна во око, имајќи предвид, само да ја најдам сликата, имајќи предвид дека според сведочењето на Бранко Геровски, Зоран Заев бил shadow партнер, скриен собственик, кособственик на Слободен печат. Дали тој би се откажал од свое влијание во медиум или не, нека процени секој како што сака, но ова е наслов од Слободен печат од вчера. Се крчка движење што треба да го згази во наводници ВМРО ДПМН. За оние кои што не знаат за што зборуваме, ова се зборува за она движење кое што фактички сака прво да го згази во наводници Венко Филипче во СДСМ, ако јас нешто грешно не разбирам во оваа равенка. Можно ли е да Зоран Заев решил да го менува проектот Венко, според тебе? Знаеш како, во политиката сите што влегуваат треба да имаат некоја вредност за да добијат поддршка. На крајот, кога се бавиш со политика, тоа што го спроведуваш треба да добиеш поддршка пред се од граѓаните и од бирачите. Очигледно е дека некој веќе знае дека тоа нема да се случи со сегашнава структура и можеби да одлучил на некој таков чекор да го направи. Си слушнал ли такви гласини? Јас сум чул, затоа сакам да ви проверам дали се вистините. Не во однос дека нешто ќе се случи сега, но дека постои разочарување кај големиот знаете како, мудрец од Муртино. Добар дел од луѓето кои што биле активни во СДСМ, биле препознатливи, биле дел од структурите на СДСМ, по тоа што јас знам, на крајот градов е голем, ама и мал, се дознава, веќе чекаат некој нов неуспех што треба да се случи во иднина, на некои избори, за да кажат дека еве, конечно треба да се трнете. Тоа, по тоа што го читав вчера по медиумите и тоа што го слушам неформално, ми се потврдува дека тоа нема да биде јавно напаѓање, него едноставно ќе се прави некоја платформа која што тоа лево ориентирано расположено гласачко тело треба го собере, кое што не гледа некоја иднина во сегашната раководство на СДСМ. А бидејќи СДСМ го зборевме тоа претходно, веќе не е демократска партија, бидејќи се поставува, па може и така да се... Некои претенции од СДСМ така викаат дека раководството е дуел. Па јас го кажав, на крајот одлуките не се носат со консензус, не се носат со дебата, него едноставно јас така решив, така ќе биде, без разлика на последиците. Ама кога веќе си решил така да носиш такви одлуки, треба си свесен дека ти ги сносиш и последиците. Значи, ако во шахот ти си го мрнал пиунот, а ти го земат, едноставно твоја е грешката. Ти си бил одлучен на таков чекор. Или, например, па играш таков потек, за на крајот, за да добиеш некоја партија, тогаш може да го сватиме тој потек, ајде, тогаш може нелогичен или логичен за некого, но едноставно дека сите потези кои што се направени се нелогични, затоа довело и до оваа ситуација. Ако сакаш шаховски аналогии, мислам дека во случајов е обратно жртвување конј за кралица, да, и е малце неумесно дори со шах да ги споредуваме потезите на денешно ова околу српски светово, околу Бугарија и така натака. Моје мислење, извини што ќе те прекинам, дека се жртвува и пиуни, и коњи, и топови и така натака, се со цел да се купи некое време. Значи да се задржи таа позиција која што ја имаш. Купи ден помин. Ама, знаеш како, пиунот на крај може да ти донесе и кралица и топ која ќе стигне до целта. А ако ти ги жртвуваш сите, после нема кој да ти ја донесе ни кралицата, ни топот, ако претходно си ги изгубил. Така да, уништувајќи ги политички или елиминирајќи ги дел од своите политички, партиски другари, на крајот ќе те донесе да останеш сам и ќе се потврди таа теза на Доел што ја дискутираме. И веќе тие луѓе си бараат да делуваат на некоја друга политичка платформа,
барем јас по тоа што го слушам, доста звучни имиња се пријавуваат и ќе Ми го бидат дел. прочита следното прашање, супер. И Ама ќе почнеше со едно подпрашање кратко. Ајде. Ако грешам, коригирај ме. Но зошто Горан Герасимовски и неговата група не добија позначено место во новите извршни тела на СДСМ, имајќи предвид дека Центар беше една од светлите точки за СДСМ на локалните? Тука ќе отворам за две општини. Едната е Крива Паланка, каде што Точно. Таму Сашко имаше освои стварно човек Јавен се избори протест имаше сам. негов, да. И ако знаете, он се бореше против целата, ајде да кажам, партиска машинерија и така натака и успеа, честитки. Се знаеме вака лично и приватно и изгледа успеа да си го одржи местото. Граѓаните си го одбрале, нема збор. Народот е секогаш во право. Иако, например, од неформални разговори, знам дека никој од раководството не се симал да му помогне на терен, нека едноставно сам ја извојувал таа битка. Он не доби место во актуелното раководство, по мене, од необјасневи причини. Мислам дека со Горан е другата, дека Горан не сакал да прифати да биде дел од раководството. Ова се неформални, непотврдени информации. Дали се Шаховски Горан би прифатил да биде дел од движењето на интелект, како и да се вика тоа ново движење? Моje мислење е дека и таму нема да биде дел. По тоа што јас слушам во јавност. А дали дошла до тебе покана директно вака прашам? Не, бидејќи јас од старт си имам оградено, као што кажав, сознам дека нашата цел е нешто што сме го работеле на некој друг начин, го работиме сега преку политичка партија, а понатака нормално ако се направи некоја платформа, спремен си за разговор за било што. Ако некоја идеја имаш, мора да разговараш со политички чинители за да добиеш поддршка на крајот за тоа. Ако нешто сакаш на овие теми да довршиш повели, ако не би сакал да слетуваме со разговор за новата партија, да ни кажеш нешто повеќе. Значи, на крајот, ајде да сумираме се ова, целиот разговор се сведува дека се ова што се случува во СДСМ на крајот е резултат на некои потези кои што се влечеле во минатото и за кои што вие слепо се држите на крајот да водите така играта и на крајот да сето тоа што ќе го изжртвувате, на крајот ќе се тргне. Колку и да пробувате да го етикетирате, веќе ви прави контраефект. Ја не знам, пратиш социјални медиуми, прочитаа самата одлука, например, за исклучувањето на Петри, иако не е по статут така како што најави председателот на СДСМ. Во право е Петре што вика треба од општинската организација, бидејќи вие кога се зачленувате сте член, мора да имате матична организација кај што припаѓате. Веќе се повеќе и повеќе кога ќе ги читате коментарите, ќе видите доста јавни или познати личности кои што биле дел од СДСМ, кои што веќе јавно го кажуваат сето тоа. Така да, јас кога сум го повлекол тој потек, како да сум знаел на овие процеси дека ќе се случува. И нема да им помогне тоа што ќе ги наречат ВМРО-вски ботови и така натака. Па не поминува, не можете вие Тоа е како Хитлер во бункерот, Да. знаеш, нели онда сцената од Унтерганг кога се шокира, веќе падна Рајхот, нели, ама овој тогаш се шокира дека ја изгубиле, да, бидејќи ете го лажеле тие околу него. Така да со вие обвинувања мислам дека само си прават дополнителни политички непријатели. Значи они не наместо да се фокусираат према својот природен политички противник, они сега отвараат фронтови и со новинари, и со бизнис заедница, и со луѓе кои што кажуваат свој став, со држави, Пази, политички партии Венко од Филипче со регионот. 100.000 гласа во Македонија го критикува Виктор Орбан, кој што го бираат прво унгарци, второ го бираат, не знам, 12 години, трето бил ЕУ, председава во ЕУ, дава кредити за Македонија, ти може да не се согласуваш со... Па не знам со што не може да се согласуваш. На крајот барем преќути, не мора, бори се тука, не е... Но, последно прашање за движењето. Нема да прашувам за имиња, дали, се кружат низ јавност. Дали бил Шема, дали... Сега на една од групите на тие Мицко Кочи, Шема е подбран, така да предпоставувам дека тој е еден од активните чинители таму, но тие треба да си се соопштат, не ни барам да ми кажеш, но дали тактиката на, како кажа Шилегов, иако овие што требало да го згазат ВМРО се оградија од Шилегов, но генерално тактиката очигледно не е барање за... Не успеа ако имало план за преврат на Конгресот, односно да нема цензус, ќе се чекаат следни избори. Добро, тие може да дојдат во 2028 година. Така,
некако како тргни и застани ми делува таа екипа. При што кој сака да верува, нека верува, кој сака да не верува, нека не верува. Јас сакам да посилно СДСМ, бидејќи сметам дека е корисно за Македонија. Не мора да е СДСМ, нека е друга некоја политичка сила, но да има поголем баланс на силите. Тоа е добро за сите. Така е. Но тактиката на луѓето кои што сака да го преземат СДСМ или да го преземат приматот на водечка опозицијска во моментов партија од СДСМ некако ми делува споровозно. Како е твојот впечаток? Мојот впечаток е дека сакаат да се направат некоја платформа каде што нормално кога ќе излезеш треба да кажеш што е тоа што не чини, треба да биде подобро и дека се работи на тоа, барем од тоа што успеам да го дознаам. И нормално кога ќе направите таа платформа треба да излезете и со луѓето кои што ќе бидат носители на тие промени кои што треба да се случат и дека тие промени се пред се за државата. Значи ќе даваат критика и за едните и за другите. И после на тоа ќе треба да се налепат, ајде да кажам, гласачите, луѓето кои што ќе поверуваат и ќе препознаат, ќе препознаат опција. Тоа покажува по мене едно дека СДСМ не може да понуди таква понуда, дека ова е нешто поспремно, подобро. Ама нормално ќе се види кога ќе излезе сето тоа како платформа и како понуда. А второ, на крајот, за да го дадете како идеја и како програма, мора да имате и луѓе кои што се спремни сето тоа да го спроведат. И таа платформа или политичка понуда на крајот ќе се успее ако успеете на тоа да налепите или односно да присоберете луѓето, привлечете луѓе кои што се спремни да учествуваат во сето тоа, за да на крајот тие политики ги спроведуваат. И да ги издржат пресовите на имењачката Богданка Кузевска, дека се ВМРО-вски платеници, ботови и така натака. Океј. Зошто партија која што од старт нагласува дека претендира првенствено на симпатиите и поддршката на српската заедница во Македонија, која што е, како што кажа, ти верувам, 23.854, не знам, таква некоја бројка, а не некоја поширока платформа. Која е целта на крајот на денот на На крајот на денот, освен што ќе се бавиме со таа идентитетска препознатливост, дали е култура, образование, кој што сметаме дека може многу повеќе да дадеме придонес како заедница и дека во некои политички процеси или општествени процеси треба да има повеќе застапеност. Ајде ќе наведам некои примери во минатото, каде што, на пример, се распишува оглас по тој етнички клуч за да се вработат луѓе, одреден поранешен вице-премиер донесува одлука дека и без разлика дали се македонци, албанци, сите се пишуваат по тоа што пишува во огласот, едноставно се етнички албанци. И вие немате политички фактор кој што треба да реагира дека тука тоа што е дозволено, односно пропишано со закон, некој го погазува и нема каде да реагира. Можеби не гледа од дома тој поранешен вице-премиер. Дискутиравме кога бев гостин тука во Алфа на таа тема, така да и вие ако немате реакција од некој политички фактор, како некои издруженија на граѓани се, не можете нешто да смените. А кога веќе реагирате, па можете и некои постапки да покренете, тогаш ќе успеете да заштитите нешто што е вие уставно или законско право загарантирано. И највеќе од се има процеси кои што се стигнати до некаде, ама на жалост застануваат и никој не покренува тие процеси да продолжат и да завршат така како што треба и не носат само добро за едната етничка заедница, на пример за српската, него едноставно тие процеси ги уживаат и другите етнички заедници кои што живеат во Македонија. На крајот и на тој начин ќе градите некоја соработка и поддршка, веќе имаме разговори со други припадници на етнички заедници кои што ги мачат истите проблеми, кои што викаат дајте ќе седнеме заедно тоа да го направиме. Како на пример кој? Турската заедница, горанците, од бошњачката заедница, ромската и така натака. Добро. Така да кога вие нешто ќе се изборите за вашата заедница, тоа ќе може да го користат и останатите. Разбирам. И сега ова е комплицирано следново прашање, бидејќи нели партијата се вика Српска демократска лига, но што мислиш за самиот концепт на балансерот, кој што нели сега веќе отпадна од комбинација, меѓутоа нели нов закон за малцинства или не знам како се вика точно тој закон, односно за она математика, баш како примерот
што го посочи со вработувањата, кај што, пример, се отвара ново работно место, сега, не е примерно да бираме најкомпетентен, туку бираме компетентен од одредена по клуч која што дошла на ред етничка заедница. Зошто ова го прашувам? Бидејќи Бугарија во моментов се обидува да има таков механизам со некои други намери, односно со злоупотреба на ваквиот механизам. Ова е мој впечаток, моје мислење, да привлекуваат повеќе луѓе да влезат во нивно државјанство, нудејќи им пласман на пазар на труд во државна администрација, само како еден сегмент на целото го зборувам. Од друга страна, немам впечаток дека има таква позитивна дискриминација кон српската заедница во Македонија. Напротив, ако за општина Центар да не правиме муабет, не знам како е Чучер, Сандево и така, но генерално дека солидно функционира. Да, но мора да се надоврзам од некој искуство кое што сум го имал. Повели, затоа си тука. Значи, во дадени процеси, кога таа етничка заедница ќе побара, ако нема некоја политичка поддршка, тие процеси едноставно не можете да ги втемелите во дел на планови, програми, дали зборуваме за управа. Извини, за вработување, така? Не, зборам општо за било какви политички, односно општествени процеси, дали е поврзано со култура, дали е поврзано со изучување на јазик, во образование и така натака, значи не е само стриктно вработување. Фала Богу, во процесот кога ги собиравме подписите, 90% од луѓето кои што дадоа поддршка се луѓе кои што сопственици се на приватни компании, реализирани на некој начин, што ме радува дека нема да биде те молам, помогни ми, вработиме или не знам што и како, него едноставно ќе си дадат свој дел во некои прашања и процеси. На крајот тие луѓе имаат одредени познавања да можат да бидат општо корисни за самата заедница. Например, имаме луѓе кои што се бават со земјоделие со години и нивните контакти, спојување, например, со Србија, кој што е поголем пазар од нас, дава можност за вклучување или соработка и на останати. Значи, нашата цел ќе биде и поврзување на пазари, поврзување на бизнис заедници. Ќе го наведам примерот на бизнис форумот кој што се одржа пред неколку месеци, каде што трите стопански комори земаа учество. Например, има една бизнис заедница, односно како здружение на српски сопственици или представници кои што не беа повикани. Да не реагиравме тогаш. Значи, они само дадат допринос на тој форум и можеби некои од нив се запознаа, споја, помогнаа во бизнисот. Има луѓе кои што се бават со дигитализација во странски земји, а никој не ги вклучил. Значи, не се членови ни ваму, ни таму, овде се пронаоѓаат некако, ама ќе дадат допринос во општеството. Посебно сега, каде што тренд е во светот дигитализација, вештачка интелигенција и така натака. Значи, ќе се вклучат во тој процес и сакаат, односно ние сакаме као политичка партија да даеме своја програма и видување на сето тоа. Луѓе кои што се бават со енергетика, луѓе кои што се бават, напоменав, со земјоделие, образование и култура. Имате случувања каде што некои работи ќе се појават негативни во јавноста, кои што се неточни. Имаше тој еден пример, го кажувам често, прослава на Свети Сава, кој што е национален празник на србите, каде што одредени портали излегоа со некои негативни коментари. Ако ќе видите историски едното со другото спојува, напротив покажува дека и во тоа време таа, да кажам, верска припадност само не спојувала, значи години наназад. Значи, а немаше некаква реакција каде што темелно сето тоа ќе го објасни. Значи, ние сакаме да бидеме како проект во кој што во сите теми, во сите сектори на општеството ќе си даваме свое видување и кажување кој што е подкрепено на факти и аргументи. Баш вчера дискутирав со еден пријател кој што ја познава историјата на Македонија, на Бугарија, на Србија. Вика, зошто вие не реагирате? Во Кочани 1920 година дошол некој доктор кој што го спасил градот од маларија и колера. Значи, тој човек заслужува некое место таму. Можел да оди во Франција, во Англија, било каде, се одлучил тука. Да, Стојан Николич. Али, например, едноставно историјата, како се менувале некои прилики тука во општеството, го има заборавено. А бил доктор, помагал на сите луѓе, како се вика, кои што живеат без разлика на етничка припадност. Значи, тоа се некои моменти кои што
ние сакаме преку некои научни истражувања, преку некои докажани работи кои што дале позитивни работи, едноставно да ги истакнеме. Но и да нема ги договор покажеме. за заедничка историја да подпишуваме, веројатно. Па нема потреба од тоа. Мислам дека Се шегувам. политиката на Република Србија и на останатите срби, без разлика дали живеат во Република Српска, Босна, Херцеговина, Црна Гора, е да имаат добри односи со сите, пред се со Македонија. Откако подостаре Шешел, да, така е, последни знаеме 15 дека години во сите супер отворени насока, да. прашања што биле, ајде да кажам, камено сопнување се решени и сега гледаме дека сето тоа се повеќе и повеќе вродува со плод. Јас знам многу луѓе кои што ми се јавуваат од Србија, сакаат да доаѓаат да прават посета на некои значајни културни настани и така натака, и сето тоа придонесува. Кога веќе вие сте некој чинител и во општеството, можете само да придонесете тие работи поубаво да се организираат и случуваат за општо добро. Во какви односи сте со Иван Стоилковиќ? Океј, коректни. Да? Да. Значи нема да бидете конкуренти, туку Не, јас секогаш кажувам и кога го почнавме процесот и пред да почне, многу луѓе сакаа пред време да почне, јас реков дека не сакам да загрозам никого, односно да му направам проблем, бидејќи тие луѓе си имаат свое минато, изминат труд и некои постигнати резултати, и Стоилковиќ, и Милетич, и едноставно ќе гледаме ако имаме нешто можно заедно да направиме, што се однесува за некои вакви прашања кои што не допираат сите нас. политички крајната цел, освен ова се до сега наведено, дали е можеби општина Центар повторно раководена од Саша Богдановиќ? Искрено ќе видиме. Значи не ни е тоа примарната цел сега да се бориме за функции и позиции, сакаме да направиме на конкретна понуда, па ако тоа добие поддршка, нормално дека ако има простор, би се борели за некои такви позиции. Пак ќе кажам, се зависи од тоа што ќе го изнесеме, дали ќе го прифатат граѓаните. И ајде да не прашано, зошто не, според контактите што ги имаш, ја имаме ли ние македонците поддршката од нашите комши со потекло од Србија или Срби во Македонија во однос на држењето од црвена линија кога се во прашање интеграциите во Европската Унија? Да, и тоа се покажало многу пати. Најчесто тоа го дискутиравме и претходно. Се покажало во моментов да не се умори некој рекол. Не. Јас не сум го приметил тоа. Значи можам да видам дека луѓето кои што посебно кои што живеат тука се виде на крајот на резултатите на изборите дека не ја поддржуваат политикава која што на некој начин им се наметнува од другата страна. Од име на јавноста засегнато тоа. Мислам сите сме засегнати, но као македонец благодарам за тоа. И тука некаде би слетувале на крај на овој интересен разговор. Траеше малку повеќе него што претпоставував, ама теми има уште многу, ама ќе имаме прилика да. Јас само еден мал поклон, ти беше роден ден, па Фала ти многу. Ова не е како подкуп, Ти него е благодарам. мал гест, прв пат ти доаѓам во емисија. Вистина е, мислам дека е нешто што не смеам да го покажам на камери. Не, тоа е сок од дуња, малку ферментирана. Ти благодарам, кажи ми само, морам да знам, фала ти, стварно. Дали е ова директно од Вучич или Орбан на Вучич му кажал, или Ши Жинпинг ја спушти пораката до тебе, да, за да... Мислам дека учествувале во печењето, јас само да ти ја донесам. Да им помогнам по некој дрво секој ден. Да. Утрешниот прес на СДСМ, дами и господа, се крие во оваа кеса, каде што прашањето кое што ќе го постават поранешните сопартици на Саша Богдановиќ ќе биде што се крие во кесата и со што го подкупи Богдан Илиевски да го викне во неговата емисија. Според нив ВМРО-вскиот платеник, според мене човек кој што е на почеток на еден нов политички проект, посакувам среќа и успех и ми беше интересно да разговараме на сите актуелни теми. Фала и на тебе и се надам ќе се гледаме почесто. До следната прилика, поздрав. Поздрав. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај, верувам дека ви беше интересно. Утре по 22:30 нова средба, дотогаш процедурата е стандардна. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци и во ова доба од денот, ако не ви иде сон, ферментиран сок од дуња можеби не е лоша идеја. Добра ноќ, Македонијо, главата горе.